Безпарицата, која е хроничен проблем на кочанчани, се повеќе ги тера да посегнат по банкарски пари под немала камата. Тоа особено го прават тие што имаат потреба да потрошат некоја поголема пара за тековни работи, како школување на деца, реновирање на домот, купување мебел или друга покукњена, автомобил и слично. Во време кога речиси никој не позајмува, банките се речиси единствен начин да се дојде до кеш, а кога се нема каде, тогаш на каматите малку кој размислува. Како последица на таквите состојби, во февруари оваа година за цели 13% се зголемиле потрошувачките кредити во споредба со лани. Се зголемува побројачката и се стамблените кредити. Граѓаните знаат дека каматите не се поволни, но велат дека тоа е единствениот излез од сиромаштијата, со надеж дека ќе дојдат подобри времиња кои ќе може да заработат повеќе и да се раздолжуваат. Сегашната состојба според Народната банка на Македонија и дека таквите кредити се во вредност од 2 милиарди евра. Собствениците, односно стопанствениците на фирмите, се поскептични кога се во прашање кредити, па ги чекаат резултатите од преговорите за излез од политичката криза, за евентуално да се опуштат. Фирмите во банките чуваат 2 милиарди, а зеле 2,8 милиарди евра. Слабата кредитна активност е резултат на ниската кредитоспособност на фирмите и главно на политичката криза. Народната банка на Македонија предвидува дека кредитирањето на граѓаните ќе расте во иднина, бидејќи нема на повидок некои позначајни промени во сферата на заработувачката наспроти потрошувачката. Инаку сегашниот просек на кредитното задолжување на државно ниво вели дека едно македонско семејство просечно е во минус со 3800 евра. Како и кога македонецот ќе може да го намали кредитниот долг и да се приближи кон позитивната нула, засега никој не може да каже.